Почнете од почеток со Бони Сала. Да, крајот е близу. И заради многу беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина, а кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. И ова евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде свршетокот. Матеј, 24 глава, од 12 до 14 стих. Овој свет поминува, и тоа е во ред. Треба да го имаме ова на ум кога слушаме за терористички напади, детска порнографија, трговија со луѓе, расна неправда и ред други работи. Светот околу нас е под контрола на злиот, одамна објасни библиската прва книга на Јован. Прва книга на Јован, 5 глава, 19 стих. Моето царство, рече Исус, додека беше овде на земјата, не е земно царство. Јован, 18 глава, 36 стих. Сатаната е надприроден непријател на сите луѓе, ангел кој го отфрли Божиот авторитет. Тој продолжува да се бори против Бог и оние кои го следат Бог, поттикнувајќи го најголемиот дел од она што завршува на вести, кои се емитуваат 24/7. Но битката на сатаната е веќе изгубена. Токму затоа и дојде Божиот син, да го уништи она што го прави ѓаволот. Објаснува првата книга на Јован, 3 глава, 8 стих. Бог ги разоружа началствата и властите и јавно ги изложи, победувајќи над нив во тоа. Колошаните, 2 глава, 15 стих. Решавачкиот удар беше зададен на Голгота со Исусовата смрт и воскресение. Овој светски систем и нашиот физички свет еден ден ќе исчезнат. Наместо него ќе се појави нова, вечно совршена земја. Откровение, 21 глава, 1 стих. Но постои голема надеж, бидејќи овој свет и световните походи се краткотрајни. Само оној кој ќе исполни Божјата волја останува вечно. Прва книга на Јован, 2 глава, 17 стих. Господ не оддолжува со исполнувањето на своето ветување, како што некои мислат. Тој само е трпелив, зашто не сака никој да заврши во пропаст, туку секој да се покае и да се спаси. Втора книга на Петар, 3 глава, 9 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.